Спиење. Како бебиња не сакаме да одиме во кревет, а како возрастни ќе направиме се за да добиеме уште некој екстра час. Но дали знаете дека спиењето не влијае само на нашето расположение? Постојат силни врски помеѓу недостатокот на сон и Алцхајмеровата болест, ракот, дебелината, дијабетесот, срцевите удари, мозочните удари и слабото ментално здравје. Веројатно многу пати ви е кажано дека се препорачува 8 часа спиење. Но што мислите дека се смета за недостаток на сон? 5 часа? 4 часа? Можеби ќе ве изненади дека се што е помалку од 7 часа се смета за недостаток на сон. Ако редовно спиете 7 или помалку часови, тогаш сте дел од популацијата со недостаток на сон. И работите мора да се променат. Луѓето не се развиле до степен да може да живеат со недостаток на сон. Ние едноставно не можеме да се справиме со тоа. Например, дури и ако сте имале само една лошо преспана ноќ, бројот на клетките за борба со ракот во вашето тело опаѓа за 70%. Само после една ноќ. Многу реномирани студии ја откриле истата врска. Помалку сон, пократок живот. Погледнете колку недостатокот од сон ги чини овие земји секоја година. Тоа не е нешто што треба да се игнорира. Зошто имаме недостаток на сон? Дали од секогаш сме биле вакви? Не. Недостатокот на сон е растечка епидемија како резултат на модерниот начин на живот. Работи како уличните светилки кои светат во ноќта, паметните телефони кои не одвраќаат од спиење и силно светат во нашите лица, подолгото работно време поради кое кратиме на сон за да можеме да се дружиме или да одиме во теретана, сето тоа не држи будни. Постои необично верување дека спиењето е за мрзливи луѓе. Не е. Тоа е за паметните помеѓу нас. И прекрасната работа е што нема потреба од лекови за да се реши оваа епидемија. Едноставно, треба да се едуцираме за важноста на спиењето и да започнеме со планирање на многу важното 8-часовно спиење секоја вечер. Ако ви треба мотивација за да отидете во кревет 1 час порано, размислете за овие 4 работи. 1. Со спиењето можете да ослабите. Луѓето кои спијат помалку од 7 часа имаат тенденција кон зголемување на тежината и се со повисок ризик да станат дебели. 2. Спиењето го подобрува менталното здравје. Хроничниот недостаток на сон може да доведе до депресија и анксиозност. 3. Спиењето ги спречува болестите на срцето. 4. Спиењето ја зголемува плодноста. Затоа, кажете им на вашите пријатели и семејството дека спиењето 8 часа секоја ноќ е наједноставниот лек кој можат да си го дадат. Ако ви се допадна видеото, споделете го со пријателите и не заборавајте да ја посетите нашата страница nzd.mk.